Црковниот одбор при храмот Свети Атанаси, составен од верници од населбата Оризари, по целосната промена на фасадата на храмот, ја поплочи внатрешноста на црквата, заврши со фреско сликањето и деновиве продолжи со активностите од втората и последна фаза од уредувањето, каде што во тек е обнова на подпорните ѕидови, како и хортикултурно уредување на дворот. По завршување на оваа фаза, дворот на храмот ќе добие нов лик. Моментално работиме на потек, уредување на степеништа, кои ќе бидат обложени со камен, кој одговара на другата структура во самиот црквен храм. Значи, ќе бидат осветлени, ќе имаме направено ограда, која ќе помага на повозрастните луѓе да бидат посигурни и самите мали дечиња и сите луѓе. Значи, тај дел ќе го завршиме. Бушотината за вода е завршена, планираме да направиме исто дел една мала чешма на потегот тука, веќе во завршна фаза и самата порта која треба да биде направена капија на западниот дел на храмот кој води кон кеот на реката, да го разубавиме овој дел. Останувато што некои малку активности, меѓутоа нашиот одбор иницијативен кој се зафати за оваа активност, веруваме во нас, во нашите верници, од кои очекуваме и пак побаруваме кој колку може да донира. Стоиме за тоа што го правиме и веруваме дека тоа честно, чисто, сепак се работи за храм, за црква и треба да го разубавиме. Убаво каче, убав момент да не бидат тука нашите верници. Овој дел на старите степеници што ги гледаме, дали може објективо да ги фати, значи тие ќе ги сочуваме со мала реставрација и да останат како белег дека некогаш постоеле, тука луѓе се наши верници се ги користеле, тие ќе ги сочуваме во тај дел, а другите ги обновуваме. Покрај хортикултурното уредување на дворот на храмот, според проектот за обнова на храмот Свети Атанаси во Оризари е и изградбата на влезна капија од западната страна на црквата. Иванов се заблагодари на сите верници од земјава и иселеници во странство кои донираат за храмот и на оние кои помагаат и несебично вложуваат за негова обнова. Инаку црквата посветена на Свети Атанаси е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена за повторно да биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровик од село Гари Дебарско, кој со својата тајфа престојувал во Кочанско. Од 55 икони колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија.